Добро вечер, вие сте со 1 ТВ, отворено студио, студио 1 на 1 ТВ, јас сум Сашо Ордановски, како и секој понеделник со вас, се некаде до 11 часот вечерва. Денеска ќе имаме ден кој што е релативно релаксирано, тоа што ги видов вестите денеска и настаните кои што се одвива. Во дневникот ќе ве запознаеме со најважните случувања во земјата и во светот. Потоа следува емисијата Лица на колешката Анета Кочишки, која што е снимена и се работи за онаа девојка која што беше дел од групата на ограбувачи на високоцелни златари и јувелирници низ цела Европа, Пинк, познатата група, а потоа негде околу 10 вечер повторно ќе се вратите со мене, ќе биде професорот Антони Новотни и емисијата вечерна, тој вечерен разговор ќе го посветиме на депресијата, бидејќи професорот Новотни е еден од највидените психијатри во Македонија. Овој сегмент денеска ќе го започнеме со мојот гостин во студиото, професор Маријан Бојаджиев. Добро вечер, Маријан, кој што е провост или тоа се вика директор на Американскиот универзитет, Универзитетот Американски колеџ Скопје, секојаш е малку подолг насловот. А поводот за овој разговор е една меѓународна конференција која што се одржа минатата недела во Скопје и соработката што Универзитетот Американски колеџ го има со еден од најугледните италијански универзитети. Но, пред да влеземе во тој разговор, јас додека беше тука минатата недела ректорот на Универзитетот Тор Вергата. Тор Вергата е инак универзитет кој што е прилично поголем од Скопскиот универзитет, има негде околу 35-40 студенти и еден од најугледните универзитети во Италија. Тој беше тука заедно со својот тим соработници и јас искористив прилика, снимивме едно разговорче од 10 минути за тоа како изгледа образовниот систем на иднината, што прави сега образованието во Европа, некои алтернативни модели на образование. Па предлагам да го погледаме со професор Џузепе Новели разговорот, Маријан, па ќе се вратиме повторно во студијата малку да коментираме за содржините што меѓу другото и тој ги говори. Режија, да го пуштиме разговорот со професор Новели. Professor Novelli, you are here in Skopje for the occasion of the international conference that you are doing. You are at Tor Vergata University with the American College because you have a very close cooperation between two institutions. And the opening remarks, because you were opening the conference, were devoted to the new models of education in the framework of Europe and in the European Union. Can you tell us in bit more details about the whole concept? How do you see the future of education in our time? Thank you. I'm very happy to be here, just to start, because it's a pleasure and an honor to discuss it, to meet some colleagues from the American College University. It's a long time that we have a good relationship, and we change students, we change professors, and the staff of the administrative departments. We just yesterday discussed at the meeting what about the future of education in Europe. This is my presentation, my talk. And I started that this is a difficult time for Europe at the moment. As you know, we have a lot of problems, not only economical, but the problem of immigration. It's, for example, in some countries like Italy or Spain, this is a very big problem at the moment. I would even say the problem is on the level of values. Yes. Common values and sharing this type of once very existing and very clear values that Europe was sharing. But the discussion is live and going on. Yes, and in fact, this is, frequently is the problem, the consequence of globalization. Globalization has changed the world. It's clear at the moment. Therefore, also for the education, it's changed the world. Because, for example, when students choose to study engineering or law or medicine, no, in the next 10 years, all these jobs will be changed. Probably, we probably discover new jobs for the new generation of students. For this reason, what is important, it was I mentioned yesterday, it's important that the university in Europe change the idea in terms of complete revaluation of the classical courses, the classical degree system,
And in particular, I suggest what is important to become transdisciplinary, interdisciplinarity, to put together humanities and science. For example, you know that medicine at the moment. The medicine at the moment is completely changed because you have the big data, the more knowledge about proteomics, genomics, all omic science. Change the medicine. We look for the future at the new type of medicine, personalized medicine. Personalized medicine is the medicine of a single individual. For this reason, we need a new type of doctor, the clinical scientist. The clinical scientist is a new figure, a new type of doctor. For this reason, we need to put together mathematical, science, physics, chemistry, to together and in the course of the medical doctor. We are coming back to a Renaissance model. Yes, exactly. This is at the beginning of the model of the universities. And this is another aspect I discussed yesterday, just to rethink this idea of the medieval universities. The clerical vagants, I clerici vaganti, because the students in the medieval period navigate between countries, between universities. This is the new aspects of the university. Without borders, without barriers. Exactly. Isn't that the essence of the European Union? How do you see the education in the future of the European Union? Exactly. I just presented here yesterday the first model of the new university of the future. I presented a new model. The name is YERUN, Young European University Research. It's a network of 18 young universities of Europe. We decided to strongly connect in terms of students, professorship, budget, and other things. And one of our students that enter in this mechanism, for example, enter in Tor Vergata in Rome, spend 6 months in our university, and after a semester, change and go to Maastricht, for example, for another 6 months, and after in Antwerp or Bremen or Berlin. And at the end of the course, after 3 or 4 years, you reach your diploma, and the diploma is signed by different 7 rectors. This is the real European student. This is a kind of an added value to the sciences, but also kind of a social sciences that they will pick up through this kind of a network of exchange. Yes, we decided to check. For example, is these students need to learn about a specific materials or specific laboratory. This does not exist in my university. He can ask to go in Maastricht, to spend some time in this particular lab. This is fantastic. How is the technology influencing these processes? How do you see in some foreseeable future the technology? Can we expect that we are going to have no buildings of universities, physical buildings? Is it going to go in that direction or what? This is important. For this reason, it's important to have a network, because it's impossible to have in a single, each university of each country in Europe, all what you need. It's impossible. You think, for example, in physical science. Physical science, we need very important density of instruments, Laboratories. of laboratories, and the people working. And for example, the model of CERN in Geneva, it's similar to our idea of the new university, because universities are very important, are the motor of economics, are the place in which you select talent, ideas. Innovation is born in the universities.
What are the obstacles for this concept? Are there other universities who would oppose this kind of thing because they have a different model of business, education, and so on and so forth? Some of them very influential and very well-known universities. Is there going to be some kind of a tension? Yes, because we have two different aspects in Europe. You have very important and very old universities like Salamanca, Bologna, Oxford, and many others that in old tradition it's different for our model. Our model is a dynamic model of the university because young universities are dynamics, are flexible, are very active in the ranking of, and in particular are concentrated in some particular aspects. Old university have an important tradition. No, that's for history. It's very important, but it's a different model for me. How is it going to be on the level of prices for the students? Are they going to be more open and probably cheaper in order to democratize the possibility to approach this kind of new educational model? This is an important question. In our system, we think to put together the budget in terms of tuition of the students and invest, or each university invest in tuition for the student in order to give the possibility to many people, to many students, independently from the origin of the families, in terms of economical values, to have an access to this system. This is not simple at the moment, but we are working for this. How is it different from the already existing networks of exchange, like Erasmus, for instance? What is the added value to this concept? Yeah, this is it's different from Erasmus because Erasmus is just you have a period you spend, just an experience, but just finish and you continue to study in your original university. This is different. This is the two European students because you are students in all this university. With the same card, you have access to the libraries in each university, to have access to the other services and facilities, for example, to the restaurant of each university. Much higher level of integration, actually. Yes, exactly. Lastly, but not less important, how is European Union reacting to these suggestions and proposals for this model? Do you find the support for your ideas? Yes, this is an idea of Macron, because he presented this idea 2 years ago, and it convinced the European agency to invest in this. And now we have a call in which many, I don't remember exactly, but $30 billion has been invested in the next 6 years to reach these goals. Therefore, European is convicted for this. So it is becoming a reality. Yes, the call has been published. We participate. Now we are waiting for the results of this call. But this is also important for you and your country, for example. Why? Because in June you are just start your initiative to become European member of the Parliament, and you have strict contact with our university, for example, American College. This could be useful in terms of value, because you put this in your documentation for Europe. Thank you very much, sir. It's an honor for me. Thank you. Како што гледате, професор Бојаджиев, со вашиот колега Новели убав еден муабет направивме за едните модели на студирање во Европа. Вие имате Американскиот универзитет има, односно универзитетот American College. Така е. Има воспоставено добра соработка со Тор Вергата. Разговарате ли за овие теми со господинот Новели, со ректорот? Па, искрено да бидам, драго ми е што го видовме. Сега и не го знаев, се разбира говорот на професор Новели. Ова е феноменално, бидејќи ова е оно што се обидуваме да го направиме на American College. На таа тема има една прекрасна книга, се вика Кон универзитетот од третата генерација, за кој што да имавме среќа 2008 да видиме први издавачи пред англиската верзија од професор Ханс Визема од Холандија, кој што вели универзитет на трета генерација, токму ова што го говори професор Новели. Универзитет во кој што наставата е обичаено на оно што е лингва франка на 21 век, тоа е на англиски, каде што студентите имаат висока мобилност, каде што може да одат од една на друга
локација, како што оделе во средниот век кога на латински јазик се говорела сегде можеле да одат немало граници, Болоња, Париз, Така е, да. Карловива. Оделе според интерес и според предавачите, би рекол. И според предавачите, точно така. Според предавачите, што е суштинска работа, бидејќи ние у Македонија имаме еден принцип дека сме, како се вели, на подобро прво селото него последно во градот, сме затворени така во нашето трло и мислиме дека сме нешто најпаметни, треба да искочиме надвор да видиме колку не цени некој. Додека беше тука делегацијата од Тор Вергата, јас ја могам режијата, бидејќи имаме и една серија снимки и фотографии од тоа што го правите. Што се договаравте? Подпишавте некакви нови соработки? Што направите? Па добро, вака ние значи со Тор Вергата имаме договор за двојна диплома, на што сме посебно горди. Се надевам на овие фотографии што ќе вртат. Значи договорот е подпишан пред точно 2 години на 17 мај во Рим, во Вила Мондрагоне. Тоа е вила во делот на така наречена папска, во Papal Nobility. Господинот до мене е тогашниот декан на економија на Тор Вергата, професор Трија, кој што во моментот е министер за финансии и економија во На Италија. новата влада на Италија, да, тоа е таа сала каде што одеше подпишувањето. И тоа им дава феноменална можност за нашите студенти да завршат 2 години во Скопје и третата година да одат во Рим. Се разбира, бројот е ограничен, на таа програма примаме само Најдобрите 10 студенти, да. Меѓутоа имаат одлична можност да се стекнат со диплома на универзитет кој што е рангиран во топ 200 во светот. Фактички изморедна можност, а истовремено е многу интересно што сега ни доаѓаат многу студенти од Рим во Скопје, да. Така. На истата програма. Добро, да се пресегаме до овие убави теми на нашата реалност. Како ви се чини образованието на 21 век во Македонија? Вие сте долго време, универзитетот прослави веќе 10 години од својата 15 ќе биде така е, следната година. Какви се искуствата? Па ако може да се вратам малку на назад, два вака интересни моменти. Отприлике ова го говорев минатата година кога се носеше новиот закон за високо образование на Собраниската комисија на која што разговаравме за тоа. Се разбира, морам да ја пофалам тогашната министерка Рената Десковска, која што имаше многу инклузивен модел во кој што ги вклучи сите универзитети во носење на законот. И на таа завршна дискусија во Собранието ја кажав една приказна што е потекнува од пред некои десетина години кога дојде првата така наречена шангајска евалуација во Македонија. Има еден момент што пака не многу го знаат, тоа се случуваше во Александар Палас, кога првиот директор на Джиотонг, Институтот за педагогија, држеше презентацијата која што почнуваше вака: зошто Македонија нема универзитет меѓу топ 500 и зошто никогаш нема да има? Се уште држи таа процека? Па виде, сега точно тоа е проблемот што се случи во меѓувреме. Во кратки црти, бидејќи тоа беше долга елаборација, идејата беше дека големи добри универзитети може да имаат само богати земји. Топ 500 се сите од топ 50 економии во светот по големина, само 10 универзитети, што е точно статистичка грешка од 2%, доаѓаат од Централна Европа, кои што не се во топ 50 економии, меѓутоа се во топ 50 пер капита, како на пример Полска, Чешка, Унгарија и Твошлоран на пример. Од бившите ју простори тоа беше во тој момент Љубљана и Загреб. Да. Што се случи следната година? Србија, која што е 92 по GDP пер капита, ние сме 91 или тука некако зависно која рангирање го гледате, влезе Белград. Државниот универзитет го. Универзитетот Белград, да. Загреб по некоја линија тогаш испадна, влезе Белград во топ 500, значи се прекрши правилото на Джиотонг дека само топ 500 влагаат. Да биде билјата поголема, од лани влезе и Ниш. И Нишкиот универзитет. Значи сега Србија со GDP као нашиот пер капита има 2 универзитети во топ 500, а ние сме први во нашето село. Тоа е она што апсолутно и отприлике мојата поента во собрание беше дека ако ние сите заедно не направиме стратегија како за 10 години Македонија да има еден универзитет рангиран од топ 500, да не си губиме време бидејќи сме промашиле професијата. Ова што го говореше ректорот Новели за Јерун, он нема спомената една суштинска работа, а тоа дека сите универзитети се членки на, тоест рангирани во едно рангирање што се нарекува Top 50 Under 50. Односно топ 50 најмлади универзитети. Значи сите овие универзитети се помлади од Кирил Методиј, од Свети Климент и не знам така натаму, а сите се рангирани многу високо во светот. И дека мора да правиме нешто да одиме напред. Ако тие почувствувале потреба да направат заедничка истражувачка мрежа,
тогаш не може Имаме ли капацитет за тоа? Македонија има 30 универзитети, веројатно има 23-4. Дали е тука можда проблемот? Тоа е едноставно поплава од универзитети, а квалитетот релативно нисок. Па добре, добра приказ. Тоа е еден од веројатно проблемите, меѓутоа треба сега државата нешто тука да направи, малку да ја насочи приказната. Например, дали имаме капацитет? Па сега како има Америка, ние имаме договори со работка со 3 универзитети од овие топ 50, со Мастрихт, со Дофин во Париз и со Торвергата. Значи оваа година заедно со Торвергата ја организиравме конференцијата во Скопје. Најдобрите трудови ќе бидат објавени во еден часопис каде што е уредник професор Лука Њан, кој што е by the way председател на Европската академија за менеджмент. А јас сум негов заменик, да речеме, за Југоисточна Европа. Значи очигледно дека имаме простор да нешто така направиме, само треба да се концентрираме. На кое ниво се разговараат овие проблеми? Се разговараат и на највисоко, да кажем, образовно ниво, разговараат и универзитетите меѓу себе, или и тука фали координација на Па достатъчно? не е многу, да бидам искрен, за жал не е доволно, меѓутоа еве ние, значи кога минатата недела после конференцијата имавме посета на Министерството за образование, каде што искрено да бидам бевме одлично примени од министерот и од раководството на овој сектор за високо образование, каде што раководството на Торвергата се понуди про боно да биде консултант за некои работи, да capacity building, не знам, изградба на новиот одбор за акредитација, начин на финансирање на високото образование, да се надеваме дека некој ќе има слух, бидејќи како велат, не треба да измислуваме топла вода, доволно да земеме некои од тие модели и да ги применеме кај нас. И тоа нема. На крај да ве прашам, бидејќи сте провост директор на универзитетот, каква е перспективата на на универзитетот Американски колеж Скопје? Мислам дека расте бројот на запишани студенти, се зголемува програмата, на каде оди универзитетот? Па добро, мислам дека успеавме да направиме некоја диференцијација што е квалитет во држава, така се надевам, така да ние сме горди и перманентно инсистираме нова кога се прави така наречени тие некои рангирања што ги прави Шангај, перманентно инсистираме на она што го нарекуваме вертикална класификација. Кирил Методи апсолутно е најдобар, благодарејќи на медицина, хемија и фейт. Сите други заедно имаат научен аутпут далеку помал. Во оние 3-4 области кај што ние се сметаме за релевантни пред се во бизнис, во архитектура, делумно во компјутери, политички науки, ние апсолутно тврдиме, не ние, него меѓународни рангирања имаме каде што сме рангирани исклучително високо и по аутпутот и по меѓународни акредитации, така да во тој контекст сметам дека, да речеме, идејата е позитивна под предпоставка дека ќе имаме подобра политичка клима. Ова НАТО е апсолутно е безусловно, гледате каква е кооперацијата во рамки на Европската унија. На универзитетот и сега има приличен број на странци. Па ние сме посебно горди, значи ние сега сме дојдени оваа година до 10% странски студенти. Отпримаме половината се Еразмус, половината се дојдени со самофинансирање. Торвергата дојде вкупно до 30%, а економија дојде до 50%. Значи тоа е иднината. Ние не можеме да правиме нешто друго освен тоа што се случува тука, така е била приказната. Понатаму се надеваме дека тоа ќе биде. Професор Маријан Бореџиев, јас ви благодарам, директор на Универзитетот Американски колеж во Скопје. Вам, почитувани гледачи, ви препорачувам да останете со ННТВ, бидејќи за некои 5-6 минути после економската пропаганда ќе го започнеме централниот дневник на телевизијата, каде што ќе ги проследиме сите најважни настани денеска во земјата и во светот. Јас сум Сашо Ордановски, ова е понеделник, останете со нас.